четвртата епизода од емисијата Студентски пулс. Пред разговорот со нашиот денешен гостин имам информација и покана до сите студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Имено утре, на 4 декември, со почеток од 18 часот во лабораториум ќе се одржи Меѓународниот ден на студентите. Имаме културно-уметничка програма каде што ќе може да проследите панел дискусии кои што се засегнати студентите нормално, и исто така забава и журка со диџеј, каде и ќе имаме презентација на научни трудови. Денеска заедно со мене во студиото е една личност, односно уметник пред се, актер и добро познат на сите од малите екрани, па можеби и од сцената во театар. Заедно со мене е Васил Зафирчев. Васил, добар ден и добре дојде во Студентски пулс. Благодарам за поканата и добро време. Пред се да те прашам како си. Одлично, благодарам. Баш ми е мило. Еве убав повод да го испиеме попладневното кафе заедно. Баш ми е заедно мило. со вас и со студентите на... Баш ми е мило. Васил, инаку, вие сте дипломиран на Факултетот за драмски уметности во Скопје, а сте личност која доаѓа од Велес. Така, Кој беше Васил Зафирчев како студент? како студент. Да. Момче кое што беше влюбено во театарот и во неговата уметност. Нестрпливо да ги спознае основите на она што е актерската професија и да ја открива историјата на светскиот и на македонскиот театар со сите нивни незначени представници, програмски, естетички, методолошки пробиви. Нешто што е во основата на нашата професија и воопшто на уметноста која што сме ја избрале за вокација. Така. Да се вратиме сега малце на твоите почетоци. Ти или си завршил средно образование, чинам во Велес. Така е. И потоа доаѓаш на Факултетот за драмски уметности со голема желба. Знаеме дека на Факултетот за драмски уметности ни се полага приемен испит. Така е. Како се полагаше приемниот испит во тоа време и малце накратко околу тоа да не воведеш? Јас како што се сеќавам, премниот беше некаде крајот на јуни и почетокот на јули. Добро се сеќавам на тој период затоа што во исто време кога беше премниот испит за актерска игра на Факултетот за драмски уметности, јас требаше да патувам во Франција, односно во Париз, како представник на Македонија на светскиот франкофонски собир и знам дека беше прилично динамично да се стигне и нели да се полага премниот и да се отпатува. За жал јас не бев примен во првиот уписен рок, така што после враќањето од Франција знам дека во август повторно се подготвував за вториот уписен рок, нели некада во септември, кога практично и се запишав на факултетот. Така, спомнавте, не бевте примени на првиот испитен рок на приемниот испит на Факултетот за драмски уметности. Што беше причината па не бевте примени? Беше поголема конкуренцијата или? Немаше апсолутно никаква причина. Знаете дека ограничен е бројот на студенти кои што можат да се запишат на факултетот во однос на она што е државната квота. Во тоа време се прима некаде десетина студенти без оглед нели дали се од машкиот или женскиот пол. Не секогаш имаше паритет однос на тоа. А од друга страна интересот беше навистина голем. Јас се сеќавам дека беа околу 200 кандидати во тој прв уписен рок во јуни, кои што дојдоа да полагаат. Знаете дека тоа трае неколку денови, бидејќи се полагаат различни предмети. Покрај они општо образовниот тест и оној тест кој што се однесува на некакви предзнаења по однос на театарската и филмската уметност кај нас. Во секој случај не успеав да влезам во првиот, но затоа пак влегов во вториот уписен рок за кој што подготвив сосема нови материјали. Нели имаме еден драмски монолог, потоа има една задолжителна рецитација, обично е македонски поет и потоа има уште една рецитација по слободен избор. Така што успеавме да се запишеме 10 луѓе, 5 мажи и 5 жени кои потоа продолжија и заедно во текот на студиите, бидејќи знаете дека ние студираме како класа, што значи тоа меѓусебно познавање со колегите од класата, меѓусебна соработка, психоемотивно отворање, неверојатна блискост, која што останува и до крајот на животот, без оглед што со голем дел од нив денес професионално не соработуваме. Јас ги чувствувам подеднакво блиски како и пред 25
Така, значи колку убаво, ете, на првиот уписен рок не сте биле примени, а сега сте толку успешен актер во вашата Нема професија. правила. Знаете како, јас уште тогаш во разговорот со деканот на факултетот, професорот, сега веќе покоен за жал, Данчо Чевревски, тој ми кажа: Васко, ние видовме дека ти имаш талент, но оди заврши го сега прво во Франција, па потоа дојди во вториот уписен рок, сигурен сум дека ќе бидеш примени, така и беше. Добро, така и сега тука доаѓа, значи, нели, септември, вие одите на втор приемен рок, ве примаат и сега треба Васил, кој што бил, нели, средношколец од Велес, да дојде во Скопје да студира. Пошто сега, нели, тука Велес ни е близу до Скопје, дали патувавте или сепак живеевте во Скопје? Мајка ми инсистираше дека е многу важно да студиите во Скопје ги поминам живеејќи во Скопје. Таа сметаше дека тоа е исклучително важен момент, не само по однос на факултетското образование и студиите, туку и по однос на личниот живот, нели? Да. Така што имав голема поддршка од родителите, ми обезбедија стан во Скопје заедно со неколку мина мои соученици, таа прва година. Потоа веќе од втората година на студиите, исто така делев стан со колеги од факултетот со кои што студиравме. Заедно за веќе од третата година на студиите, кога почнав и професионално да работам, значи да остварувам своји лични приходи и хонорари, потогаш си земав сам стан и почнав да живеам сам во Скопје. Така што поминав некако низ сите стадиуми, иако добив веќе апсолвентски и можност да живеам во домот во кисела вода. Меѓутоа, јас бидејќи веќе работев, имав можност да си живеам во свој сопствен стан, го остапив моето место на некој кој што таму беше, нели? Да. Повеќе од необходно. Браво, секоја чест. Значи, немате живеено во студентски дом, немате осетено таа атмосфера како е да се живее во студентски дом. А да те прашам, како се движеа кириите во тоа време, со оглед на тоа што во денешно време се многу скапи кириите? Да. И за студентскиот живот во Скопје јас ако добро се сеќавам, мислам дека тоа беше едно мало станче кое што јас го имав некаде на потегот на драмски театар, сакав да ми е блиско до драмски, бидејќи јас уште во текот на студиите се уште не дипломиран, имав доста ангажмани и во драмскиот театар како гостин актер во представи на повеќе режисери, така што ми беше важно да сум блиско до театарот, а истовремено да сум блиско и до факултетот, а паралелно, нели, течеше работата во Велешкиот театар, бидејќи јас без оглед на тоа што во тоа време постоеше некаква забрана за студентите кои се запишуваат веднаш да имаат право на професионални ангажмани, обично тоа беше после третата година од студиите. Мојот професор, почитуваниот Кирил Ристовски, кој што беше водач на класата, ми дозволи уште во првата година да имам ангажмани, така што јас брзо почнав да имам навистина свој индивидуален живот, и ако добро се сеќавам, тоа беа во тоа време некои 150 евра. Иако јас, видете, имав постојана поддршка од моите родители некаде до почетокот на третата година од студиите, кога практично нели беше еден турбулентен период на транзиција, кога пропаднаа многу државни претпријатија во кои се приватизираше државниот капитал. Татко ми исто така остана без работа. Останавме дома во семејството само со една плата од мајка ми како медицински работник. Така што голема среќа беше тоа што работев, што придонесував, што можев сам да се грижам за себе си во Скопје паралелно со студиите, а истовремено да им помагам и на моите родители додека татко ми не најде повторна работа, нели, во приватниот сектор и додека не застанат финансиски на нозе. Јас исто така им помагав и на моите родители. Благодарен за се што тие ми овозможија, што го немаа многу од моите соученици кои исто така заминаа да студираат во Скопје. Така, да. Слушнав, мислам дека сум пратил многу твои интервјуа и интервју на твои колеги. Имаше ли колегијалност во ваше време? Знам, нели спомна дека си живеел со колеги? Првата за време на студиите? Да. Апсолутно. Кај нас тој сегмент од процесот на студиите по актерски игра е особено важен. Постојат и цели методски единици кои се спроведуваат во првата година од студиите, а тоа е практично еден вид на психоемотивно отварање едни кон други,
без никаква задршка, нели, разбивање на сите наметнати ментални, емоционални предрасуди, уверувања кои што ги имаме за себе си, за другите. Тоа е еден прилично болен процес во кој што низ таа прва година од студиите вие практично се откривате вистински себе си пред сите тие луѓе со кои што заедно студират, и тоа од друга страна прави една неверојатна психоемотивна поврзаност со нив, која останува, како што кажав, до крајот на животот, без оглед дали вие понатаму со нив ќе работите професионално, што е не исклучено, но не е и секогаш правило, затоа што секој од нас заминува понатаму по различен животен и професионален пат, но секогаш кога ќе се сретнеме, таа силна психоемотивна врска, блискост, пријателство, доверба останува на вистина до крајот на животот. Така што не е тоа само колегијалност, туку тоа е едно лично, човечко и пријателско застапување зад колегите. Така. Во тоа време одевте ли на журки на забави, имаше ли се организира? Како не, нели, невозможно е вие да се дружите истовремено со сите колеги од класата, секако дека постојат групации кои беа поблиски, помалку блиски и така натаму. Јас се сеќавам дека бев најблизок со две мои колешки, многу драги, едната е Кристина Атанасова, актерка денес во Штипскиот театар, а другата е Андријана Бошковска, која што исто така беше исклучително талентирана актерка, оствари завидна професионална кариера овде, меѓутоа животот ја однесе по тоа во Словенија. Со нив знам дека бев буквално неразделен. Ние едноставно живеевме заедно и во текот на факултетските обврски во текот на денот, а и се дружевме многу приватно, нели? А исто така и како студенти игравме често во заеднички представи, имавме доста заеднички патувања, така што убав е тој период во текот на студиите, затоа што вие не се запознавате и не откривате за другите колеги само низ студиите, туку и низ тој личен живот кој го споделувате со нив. Така, сега кога нурнавме нели подлабоко во вашиот студентски живот, ме интересира кои предмети, професори или улоги нели во текот на студирањето ве формираа како актер и човек? Па вие на факултетот ја добивате основата за она што е актерската професија и се разбира се она што подразбира театарот како уметност, како историја. Но јас уште рано открив нели што е најдоброто што ќе го добијам од секој од професорите, иако посебно бев посветен на она што се стручните предмети, како што е актерска игра, сценски говори, сценски движења и танци, и секако мене омилени ми беа како предмети историјата на светскиот театар, историјата на македонскиот театар и македонската драма, и се разбира дека тоа беа и професорите од кои што најмногу веројатно научив. Се разбира, не го спомнав и предметот по интермедијална, значи тоа опфаќа актерска игра на радио, на телевизија, на филм, така што тоа беа предметите околу кои што беше мојот фокус и мојот интерес, и кон кој што продолжив да имам отворен однос и да сум ученик и по дипломирањето, затоа што едноставно невозможно е да научите се за актерската професија во тие 4 години. Вие само ги добивате основите, а понатаму во однос на она што се ваши предиспозиции, она што е ваш професионален интерес во секој од овие сегменти, театар, телевизија, филм, продолжувате и понатаму да се усовршувате. Јас исто така голем дел од хонорарите кои што ги заработува во текот на студиите ги инвестирав токму во надградба професионално од овој аспект, да посетам значени мастер-класови, воркшопови, на кои што имав можност нели да научам нешто подетално за секоја од овие области, едноставно да го изградам мојот интерес кон театарот, особено кон танц театарот како еден вид на моја субспецијалност во рамките на актерската професија, која понатаму пак низ истражувањето ме донесе до она што е путот танцот, кој исто така е еден вид на моја специјалност во однос на актерското мајсторство, а се разбира паралелно со тоа особено многу ме интересираше и режијата, така што мастерот го завршив токму во полето на театарската режија, односно ги истражував режисерските постапки на еден голем методолошки пробив како што е постдрамскиот театар, кој ги обединува нели најзначајните авторски постапки и естетики на современиот театар сега и овде. Така,
тоа време додека студиравте, како изгледаше еден типичен ден како студент на факултетот за драмски уметности? По цел ден на факултет. Така. Нашиот факултет е таков. Во текот на денот имате многу обврски кои што треба да ги завршите, подготовки и во однос на теоретскиот и во однос на практичниот дел. Така што ние голем дел од денот го поминувавме на факултет, со предавања, со работилници, со самостојна работа во базените на факултетот, подготовка на предвидените драмски материјали од жанрот на драмата, од жанрот на комедијата, од жанрот на антиката, потоа Брехт, Шекспир, Молиер, во текот нели на 4 години од студиите, а паралелно ги слушате и нели теоретските предмети кои се исто така многу важни и ве градат и како личност и како иден актер, нели, да покрај основите на актерската професија просто да имате познавања широки од се што ја чини драмската уметност и во однос на филмот, и во однос на театарот, и во однос на телевизијата. Така што паралелно со тоа имав и проби во театар, бидејќи имав и професионални ангажмани, како што кажав, почнав рано од игра, некаде на крајот од првата година од студиите. И веќе имав и некакви улоги, низ кои што ме запознаваше и публиката, и критиката, и театарската фела. Меѓутоа, како најзначајна улога, да одговорам и на тој дел од прашањето, кое што мислам дека најсилно ме лансираше во театарската фела и воопшто пака на национално ниво, беше мојот прв авторски проект Пијанистот во Велешкиот театар, во кој што практично заокружив едно мое 4 годишно истражување на танц театарот како методолошки пробив и како значаен сегмент од постдрамскиот театар, така што ја направив таа представа во која ги обединев сите тие искуства кои ги стекнав од сите тие воркшопови и мастер-класови во доменот на танц театар, значи различни танцови техники, традиционални, современи. И сето тоа го имплементира во таа една представа која што ме промовираше и како актер, но и како актер со своја специјалност веќе, нели? Тој е танц театарот во една засебна, автентична театарска естетика. Така, сега кога гледате од оваа перспектива, што беше најтешко, а што најубаво во тие студентски денови? На студиите? Да. Тешки се, првите 2 години се тешки. Особено затоа што професорите не работат само на вас професионално, во смисла на тоа да ве воспитуваат како актер, туку работат на вас и како личност, што значи тие први 2 години практично ми беа најзначајни, бидејќи вистински открив кој сум јас во театарот, а од друга страна и во актерската професија, а од друга страна и многу брзо открив што се моите афинитети, што се моите предиспозиции и каде во иднина треба да го насочам професионално мојот интерес како дипломиран или како професионален актер, а се разбира дека вие најголем дел од лекциите, од искуствата ги добивате токму низ практичната работа. Голема среќна околност беше тоа што покрај студиите не само што имав можност да учам кај еден голем актер кој беше исклучително добар педагог, потоа секако и асистентот прв Владе Цветановски, исто така вонреден наш режисер со кој што имав можност и професионално да работам, и потоа секако во 3-та година како асистент ни дојде уште еден важен режисер од нашата фела, Зоја Бузалковска, која што исто така посебно нели го култивираше кај нас како студенти тој однос кон телото, односно кон основите на оно што е физичкиот театар, и токму тоа ни беше и испитна представа во која ја истражувавме таа врска помеѓу зборот во театарот и помеѓу телото како инструмент, така што јас веќе во 3-та година знаев што е оно што понатаму во професијата, лично јас како уметник низ моите авторски проекти ќе сакам да го истражувам. Така што тешка е, актерската професија е тешка, затоа што актерската професија не можете да ја работите надвор од себе си. Таа секојдневно бара фокусот да ви биде токму на вас како психоемотивен апарат, како
физички апарат, нели, како инструмент, бидејќи актерот е на крајот на денот инструмент кој што работи со се она што не чини нас луѓе. Така, студиите реално 4 години не се малце, долги студии се тоа. Кој беше најтешкиот момент во твојот студентски живот што никогаш јавно можеби не си го споделил со јавност? Во однос на студиите јас немав тешки моменти, бидејќи бев исклучително посветен, фокусиран, одговорен. Се разбира, имав животни тешки моменти, како ова што го спомнав. Тоа беше како да кажам, тежок период, кога татко ми остана без работа, кога воопшто тоа беше еден тежок период низ кој што поминуваше државата, нацијата, еден турбулентен општествено-политички контекст, и тоа несомнено оставаше некаква трага на нашето секојдневно живење, без оглед на љубовта, на вербата која имавме кон студиите и кон очекувањата кои ги имавме од себе си како некакви идни професионалци. Многу брзо ни се работата ги откривавме, аномалиите на системот. Се она со кое што во иднина ние ќе се соочуваме како академски граѓани, нели? Безработицата, забраната за вработување во театар, потоа долги години работата со договори на дело, без платени придонеси, здравствено, пензиско осигурување. Значи имаше тешки периоди. Меѓутоа јас, бидејќи се ја сакав професијата и бев веќе определен дека тоа ќе биде мојот начин на живот, не само мојата професија со која што јас ќе се занимавам, туку професија од која што ќе живеам и со која што ќе живеам, така што машки се борев. Честно, одговорно, со многу посветена работа и со резултат кој беше на секогаш на едно завидно професионално ниво. Постоеше ли момент кога си кажавте дека, пример, сакате да се откажете од студиите? Никогаш, не. Никогаш. Немав такви сомнежи во ниту еден момент. Да, имав сомнежи од аспектот, да речеме, се сеќавам на тој период кога не влегов на првиот уписен рок во тие 3 месеци, мајка ми многу инсистираше. Ако овде не се запишеш, ајде да видиме каде надвор би можел да студираш. Имав размисли од тој аспект, што ќе беше ако студирам некаде надвор, нели, што ќе добиев, што ќе изгубев. Од друга страна, бев сведок и на искуства на луѓе кои студираа надвор, кои овде никој не ги познаваше, потоа им требаше доста време, нели, професионално да ги запознаат овде колегите, актери, режисерите со кои што, нели, евентуално биве повикале на кастинг, на аудиции или биве понудиле ангажман, така што и во таа насока беа моите сомнежи поднос на себе си, но си реков дека од секој еден професор, од секој еден авторитет, од секој еден предмет, од секој еден воркшоп, моја задача е да го земам најдоброто и потоа да видам што со тоа можам да направам во мојата понатамошна професионална кариера. Така што немав ја сомнеш дека можев да бидам нешто друго. Да, мене покрај општествено-хуманистичките, покрај предиспозицијата за уметност, исклучително многу ми одеше физиката. Ја сакав астрономијата, астрологијата. Имав некакви замисли дека еден ден можам да бидам астроном, астролог, но откако веќе почнав со сериозна работа како член на младинското студио во театарот во Велес, уште на почетокот на средното училиште, јас веќе знаев дека моето факултетско образование ќе оди во насока на актерската професија. Така, и сега, нели, годините поминуваат, веќе студиите завршуваат. Каква беше таа транзиција од студент за да дојде време да се појавите прв пат на сцена како дипломиран актер? Кај мене тоа одеше паралелно, како што кажав, уште по завршувањето на првата година од студиите. Тоа беше една представа во Античкиот театар во Стоби, представа во која што имав мала задача. Но понатаму, со текот на времето, бидејќи театарот во Велес беше дефицитарен со актерски кадри, тие навистина многу не ангажира, не само мене, туку и другите колеги кои беа потекло од Велес, кои веќе студира на факултетот за драмски уметности, така што кај мене тоа одеше паралелно. Јас не почувствував јас од тој аспект, но секако се разбира мојата професионална кариера со диплома си ја
чувствував од моментот на дипломирањето во 2002 година, иако јас почнав нели со ангажмани уште 1999, односно 98. Така, пред да започнеме нели со снимањето на емисијата, ти ми спомна си бил избран за најдобар студент на факултетот за драмски уметности. Какво беше тоа чувство кога дознавте дека токму вие сте најдобриот студент од вашиот факултет? Големо изненадување. Затоа што на факултетот за драмски уметности компетитивноста, здравата компетитивност која што наставно-научниот кадар ја создава помеѓу студентите во една класа е од сосема друг тип. Ние немавме надпревар едни со други, туку имавме надпревар со себе си, нели со верзијата од нас од пробата вчера, од испитот вчера, да бидеме подобри сега и утре. Така што ние воопшто немавме интерес за тоа кои какви оценки добива. Туку беше важно да се положат испитите и навистина да се научи по секој од отделните предмети. Така што беше големо изненадување за мене. Иако видите, јас бев првенец на генерации во основното училиште. Бев првенец на генерации во средното училиште. Јас воопшто немав размисли од тој тип, нели, каков ми е просекот, дали имам навистина највисок или повисок просек од другите. Не. За мене беше важно да научам, да остварам што подобар резултат, а високите оценки си беа некако логични. Знам дека имав само една деветка во текот на студиите и бев изненаден кога нели компјутерот од сите факултети нели во рамките на универзитетот за факултетот на драмски уметности ми сврли како студент со највисок просек. И тоа беше наистина многу убав и многу свечен чин овде во ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, на кој што присуствуваа моите најблиски и беше навистина една убаво заокружување на студиите, иако јас веќе бев професионално ангажиран како актер во повеќе театри, не само во Велешкиот театар. Така, колку убаво така кога се слушаат инспиративни приказни од успешни луѓе како вас. Сакам да ве прашам и вие сте биле и асистент на факултетот за драмски уметности. Како дојде до тоа да бидете асистент? Сосема спонтано. Јас како што кажав, мојот интерес кон танц театарот беше голем уште од самиот почеток на студиите, така што јас особено внимание посветував на предметот сценски движења и танци. Имав и прекрасен професор, почитуваната Кренара Невзати Кери, со која подоцна и професионално соработувавме во театарот, што значи не врзува само едно убаво искуство од факултетските денови, и таа некако имаше посебна комуникација со мене во текот на студиите и на некој начин го промовираше, го истакнуваше, го афирмираше и го конфирмираше тој мој талент кон работа со телото, така што јас воопшто не бев изненаден кога таа веќе абсолвент, нели, веќе скоро дипломиран актер, ми понуди да продолжам со работа на факултетот, се разбира волонтерски, јас кратко работев, 1 година ми се чини, како асистент по предметот и да работам нели со новите идни студенти, беше навистина убаво искуство. Затоа што имав можности да го проверам она што јас го научив од Кери како професор, особено во доменот на историските танци, особено во доменот на импровизацијата, како креативна алатка за работа со телото, но исто така и да работам со младите студенти, некои искуства и практични кои јас веќе ги имав спознаено преку моите воркшопови, мастер-класови на кои што присуствував, така што беше убава е работата со студенти. Во секој случај јас и подоцна имав искуство како професор по сценско движење на Славјанскиот универзитет во Битола, а подоцна како професор по актерска игра во средното балетско училиште Илија Николовски Луи во Скопје, така што имав можност да работам со студенти, од секогаш ми беше исклучително убаво искуство, но од друга страна и многу одговорна работа, за која одговорно до денес тврдам дека не оди заедно со активна професионална уметничка кариера. Мислам дека тоа
е исклучително одговорна работа која тешко може да се работи паралелно со работата во рамките на професијата, тоа е во театар и на филм. Дали може би во иднина повторно би се вратилете на некој од факултетите или на факултетот за драмски Како да не, јас и денеска имам понекогаш искуства во кои што држам лично јас некакви мастер класови по однос на театарот или по однос на актерската игра, и тука и во странство. Убави се тие соработки, убави се тие средби со млади студенти кои што сакаат да учат, и убаво е тоа да имате жедни луѓе за нови знаења со кои што можете да споделите нешто што вие го имате како ваше професионално искуство. Иако се разбира дека во уметноста на театарот и на филмот не постои правилно, не постои вистинско, актерската професија е многу индивидуална работа и се разликува од актер до актер, од човек до човек, меѓутоа да, споделувањето на некакви основни алатки, некакви основни вештини кои понатаму може да му помогнат на еден млад актер да се доизгради себе си како личност, а во истовремено и да го збогати својот диапазон на актерски вештини или на оно што се вика skills во спортот, е истот важи и за актерската професија, е многу важно и корисно за секој еден млад човек кој што сака сериозно да се занимава со актерската професија. Така, нели сега доаѓа потоа моментот кога ти дипломираш, почнуваш со работа, нели играш, ти имаш одиграно реално многу представи, имаш улоги во неколку филмови, но некако ете во нашата генерација кај помладите си добро познат по ликот ликот на Марио од серијалот Преспав. Како дојде до тоа, со оглед на тоа сега дека нели веќе не се снима серијалот, да, немаме понатака сезони, дали ти недостасува тој како лик? Не? Ми недостасуваат колегите, ми недостасува прекрасната работа по едни високи стандарди во однос на телевизиската игра на продукција. Ми недостасува прекрасното искуство кое што го делевме со сите тие луѓе вклучени околу, зад Преспав. Се разбира, годеше таа популарност, но таа беше првенствено заради популарноста на серијалот, заради автентичноста на идејата и автентичноста на ликовите кои и ние ги изнесовме на еден исто така автентичен начин како актери. Публиката то знае да го препознава, знае да се идентификува, и очекувано беше тоа, дека тој ќе има таков успех кој што траеше цели 7 сезони. Речи си, ние последниве 2 години практично не снимаме, публиката има можност да ги гледа нели само минатите сезони, но јас се надевам дека ќе имаме некаква завршница, некакво заокружување на тој проект. Се надевам дека и продукцијата размислува во таа насока. Мене лично ќе ми биде многу драго доколку се собераме повторно на некој начин, исто така автентичен, за Преспав го заокружиме целиот тој проект. Така, сега кога баш ја начнавме оваа тема, Преспав започна дури јас кога бев во основно училиште. Значи тоа е пред не знам колку таму 10 години. 10 години. Да. И буквално од кога се сеќавам на моето основно образование, се сеќавам и на вас. И баш со учениците дискутиравме, буквално ти ни беше омилениот лик од серијата, заедно тука со Коста, кој што беа Ула и тие, кои што ги имавте генерално и главните нели улоги. Тешко ли беше да се игра ликот на Марио, пошто тоа е малку специфично? Специфичен лик се разбира дека сложена подготовка. Прво затоа што играв на јазик кој не е мој мајчин. Да, јас сум имал и претходно искуство со хрватскиот јазик во театар, меѓутоа никогаш не би рекол дека го знам јазикот. Се служам добро со јазикот, така што беше тоа убава провокација. Улогата ја добивме на кастинг, како и сите мои колеги. За мене не беше толку важна улогата колку што беше важно тоа искуство на телевизијата, бидејќи телевизијата е сосема поинаков медиум од однос на филмот и театарот. Таа е многу поагресивна, многу помоќна, на многу подиректен начин влегува во животите на луѓето покрај малите екрани, и тие на исто така на друг начин се идентификуваат со
тој производ и градат некаква врска која што е многу цврста и заради која потоа и препознаваат на улица, имаат потреба да ви приидат, да поразговараат со вас, да ви споделат некои нивни искуства од тоа како тие доживуваат серијата, што нив им е интересно и смешно. Така што тоа беше една интеракција со публиката и надвор од самиот формат на серијалот. Така што јас повеќе уживав во целиот тој процес на создавањето, се разбира дека уживав и во ликот, но ликот сам по себе не значеше ништо без тие комични ситуации во кои беа заплеткани заедно со другите ликови, нели? Најсмешните ситуации произлегуваа од начинот како тие ликови се справуваат со една исклучително драмска и опасна ситуација и оттаму и произлегуваше целата комедија во која и ние актерите исто така отворено, нели, влегувавме во тоа, уживавме, го креиравме и многу често и сами себе си се смеевме сами од себе си и сами на себе си во многу ситуации од процесот на снимањето. Така што ако по нешто го паметам преспав, го паметам токму по таа креативна енергија во процесот на создавањето и на улогите и на серијал. Така, сега гледано, како што спомнавме, нели, напоменав дека имаш одиграно многу театарски представи, неколку филмови, имаш исто така учествувал во неколку филмови. Што би издвоил така посебно? Дали некој филм во кој што сте учествувал или некоја театарска представа? Па јас не би можел да селектирам по принцип на мојот личен вкус или некакво задоволство од себе си во рамките на професијата. Секогаш некако ми биле позначени оние ликови кои кај мене предизвикале некакви промени по однос на моето поимање, на театарот и на актерската професија воопшто. И секогаш тоа биле улоги кои на некој начин биле врзани или со конкретни автори или со конкретни режисери кои ме освоиле со нивната методологија на работа или пак со нивната естетика и нивната режисерска поетика. Така што ако треба да ги издвоам, јас споменав мојот прв авторски проект Пијанистот, кој што беше важен заради тоа што беше постановка на Барико, една прекрасна новела од Барико, која во тој период и се уште не беше ни објавена на македонски јазик ајнес. Потоа секако би можел да ги споменам Онегин, да ги споменам Спиноза, да ја споменам Лисистрата. Има доста представи, доста улоги кои што ми биле и животно и професионално важни. Но еве овие се некои така кои први ми паѓаат на ум. Еве од последните би ги издвоил улогата што играм во представата на Дијана Добрева во Пловдив, едно прекрасно искуство на туѓ јазик, кој не е мој мајчин јазик. Секако би го издвоил и искуството кое што го имав со еден светски познат режисер како што е Андреј Жолтак во постановката на неговиот Едвард II, кој беше едно многу драматично, се разбира во позитивната смисла, искуство од соработка со еден многу автентичен режисер, со една многу жестока методологија на работа, која резултираше со една навистина вонрадна театарска естетика, практично несвојствена за нашата театарска сцена. Така, сега, во текот на вашата работа, нели, во театар и сите тие ангажмани професионални што ги имате, сигурно доаѓаат и некои нови генерации. Како гледате на новите генерации? Има ли надеж во македонската актерска сцена? Секоја генерација носи своја енергија, носи свој живот внатрешен, става свој печат во рамките на театарот. Театарот има концентрична моќ на действување, нели? Тој секогаш произлегува практично од луѓето кои го создаваат сега и овде. И во таа насока јас секогаш се радувам кога ќе препознавам идни млади таленти и секогаш се радувам кога тие таленти ќе добијат шанса, ќе добијат улога во представа, а уште повеќе се радувам кога имам можност да работам, нели, рамноправно со нив на сцената, да споделувам искуства, затоа што и тие носат многу нови работи, многу нови енергии, од кои исто така јас осознавам, јас учам и јас истражувам. Така што таа соработка
во театарот помеѓу актери од различни генерации всушност само ја подсилува неговата моќ, затоа што актерството не е ништо друго освен преиспитување нели на животот внатре во нас и околу нас, а тој живот подразбира нели искуства од различни животни доба, од различни генерации на луѓе. И кога тоа се споделува во театарот, тоа е само едно искуство кое што може само да ве направи побогати како луѓе и да ве направи посреќни како актери, колеги. Така. Сега, пошто сте инволвирани дефинитивно нели со младите луѓе, веќе почнувате да соработувате со нив, па и вие за вашите почетоци, дали еден актер добро заработува на почетокот од својата кариера? Дали на самиот? Дали заработува на самиот почеток подобро? Па не секогаш и не секој. Се зависи од индивидуалниот професионален пат. Морам да признаам дека тоа не секогаш зависи од трудот кој вие го инвестирате. Многу често зависи од контекстот, многу често зависи од моментот, факторот на среќа, факторот на вистинско време, да се најдете во вистинско време со вистински луѓе и во вистинско време да добиете некаков ангажман, затоа што не се само во прашање ангажманите. Главната суштина е да ја сработите добро работата од тој ангажман, нели, не само да го добиете. Така што индивидуален е патот и е трновит. Навистина е трновит. Сите ние минуваме низ различни искуства. И падови, и големи подкревања од некакви лични, професионални успеси, но секое време носи своји предизвици. Не би можел да правам компарација, затоа што времето кога јас дипломирав, во театрите се уште имаше дефицит од кадри. Театрите беа во принцип поотворени на соработка со надворешни соработници. Сега театрите се веќе екипирани. Тоа се затворени ансамбли кои ретко се отвораат за луѓе од надвор. Од друга страна, грижата на државата кон независната сцена е таква каква што е, со многу оскудна финансиска помош, речиси неодржлива. Таму има навистина прекрасни проекти кои се неодржливи затоа што не се направени со пазарната, комерцијална логика, за да можат подолго да живеат и да станат одржлив концепт финансиски. Така што тешко им е. На сегашните млади актери им е тешко. Дипломираат сега веќе на 2 факултети, поголема е продукцијата на кадри, се помале пазарот, нели? Многу поголема е конкуренцијата, така што место за споредба нема. Секое време носи своји предизвици, но важно е да се остане верен на себе си, на собствената предалба за професијата и да секогаш се труди човек да го даде најдоброто од себе си, кое што го има во дадениот момент. Така, сега за крајете така на нашиот разговор, јас имам спремено рубрика, на сите мои гости ја поставам, па така и на вас. Тоа се три прашања за 30 секунди. Па дали си спремен? Ке ми требаат само брзи одговори за да можеме да го стигнеме тајмингот. Да. Која улога би ја повториле за секогаш ако мора да изберете само една? Спиноза, заради филозофијата за светот и животот раскажана низ принципите на светлината. ФДУ во 3 збора. Втор дом, втора фамилија, убава време. Кој совет би го кажале на студентите за да успеат? Никогаш да не престанат да веруваат во себе си, без оглед и наспроти себе. Така, ти благодарам. Вака сега за крај на нашиот разговор, што би препорачале на идните генерации на млади актери? Никогаш да не престанат да учат, никогаш да не се затворат во сопствениот свет на самодоволност, лична и професионална, секогаш да се отворени кон новото, кон различното, кон инаквото, дури она кое не го познаваат и разбираат докрај, затоа што сметам дека успехот во секоја една уметничка вокација лежи надвор од зоната на комфорт. Секогаш кога се впуштате во простори кои се неистражени, нови, кои ви будат дури понекогаш сомнеш и страв, токму таму лежат вистинските придобивки за вас како човек и како
како уметник и токму од таму произлегуваат најпровокативните, најавтентичните остварувања кои можете да ги дадете од себе си. Така. Васил, аз ти благодарам многу и поради целиот твој професионален ангажман успеа да одвоиш време за нас, за студентите. Еве на нашите студенти да им порачаме дека вакви инспиративни емисии ќе имаме и понатака. Уште еднаш ти благодарам многу, ми беше чест и задоволство што беше мој гостин и што имавме шанси да поразговараме малце за вашите студентски денови и ви навративме наназад. И благодарам јас за поканата, ми беше исто така и задоволство и чест. Благодарам за оваа убава можност да евоцираме малку спомени од моите студентски денови, а и да споделиме некои искуства и некои мои спознанија за воопшто за студентскиот живот, за професионалните ангажмани и да ги поздравам сите ваши гледачи нели на подкастот и сите студенти кои студираат во рамките на нашиот универзитет. Васил, ти благодарам уште еднаш. Почитувани драги студенти и гледачи, ова беше Васил Зафирчев. Оваа можност ќе ја искористам да ги информирам нашите студенти и нашите гледачи дека ни стигна информација од Факултетот за драмски уметности, односно од студентите, дека на нивниот Инстаграм профил Академска сцена ќе можете да ги следите репертуарите што ги приготвуваат студентите, односно тоа се театарски представи и да посетите некоја од нив. Ова беше се од четвртата епизода на емисијата Студентски пулс. Се гледаме во наредната.